Социјалното претприемништво беше нешто со кое прв пат се сретнав на магистарските студии кога бирав теза за магистарска. И како работев на тезата и како дознавав нови работи, сватив дека тоа е нешто што ме влече како концепт, така што решивме да отвориме место кое би понудило и здрава и интересна храна за купците, а и нормално да работи на тоа да го намали недостигот на храна кај овие загрозени категории граѓани. Идејата за Вело кафе дојде од краток прилог на Deutsche Welle, имаше емисија за млади претприемачи, каде што имаше пример за двајца кои што започнале сличен бизнес на ова во Хамбург во Германија и прераснало во франшиза. Социјален бизнес е нов бизнес модел кој што гарантира дека со средствата кои што се генерира профит ќе се инвестира назад во мисијата на претпријатието. Концептот е, да речам, едноставен. На месечно ниво третина од чистиот профит се донира за бездомните лица. Покрај подигање на свеста за користење на велосипедот, гледаме колку можеме и да го ставиме паркот по убаво место. Значи најчесто се случува кога е преголем отпад од сабота недела да се земеме да собереме се што е тука. Сега имаме кампања од 5 јуни за замена на пластичните чаши кои што ги користиме за ладни пијачки. Што е најново, акцијата со нула отпад за рециклирање на батерии. Со донесени 3 батерии празни си добивате кафе по избор од нашето меню. Една од главните насоки во кои македонската економија според мене би требало да се движи, значи што повеќе вакви бизниси кои истовремено и би биле успешни сами по себе на финансиски план и би отвориле работни места, кога би правеле нешто добро во општеството, мислам дека е тоа со еден удар две муви. Затоа што во држава што е со економски стандард како што е Македонија, доколку оние кои што се малце повеќе успешни не учествуваат и не помогнат на кој било начин, мислам дека нема кој друг да помогне. Крајна линија не измислуваме топла вода, овој концепт постои во светов веќе долго време. Ваквите компании постојат со 20-30 години веќе, значи наше е само да бидеме инвентивни доволно да тоа го прилагодиме кај нас и да бидеме трпеливи за да го пренесеме кон потрошувачите за они да ја сватат идејата и да продолжат во тој правец. Многу треба работа и тоа треба работа од сите можни засегнати страни, што еднаш ќе ги кажам. Не само од невладините кои што ќе добијат проект па ќе го промовираат социјалното претприемништво, не само од институциите. Веројатно треба и некоја солидарност да се промовира меѓу граѓаните, значи да се знае дека кога се купува од социјално претпријатие, тие пари кои што се даваат таму не би завршиле во џебот на еден сопственик, туку би биле редистрибуирани назад во основачите на претпријатието кои што доаѓаат од социјални категории или во самата мисија на социјалното претпријатие. На почеток беше малце тешко, нормално луѓето не беа навикнати на ваков концепт на продажба. Не им беше својствено да земат. На почеток странците нормално на улица Македонија пошто бевме, доаѓа и си нарачува кафе као да е, секојдневна работа. Кај нас повеќе беше гледање вака и шо е ова да ја сликнеме и такви работи, али прерасна во култура. Фреши се поттикнувач на емпатија во градов, да кажам во прва линија и нешто што се обидува да создаде култура во која не сме ние тие практично што донираме храната, туку луѓе што купуваат кај нас го создаваат профитот кој ние го имаме, за ние потоа тоа да го дадеме на бездомници.